сакаме да имаме јасна и транспарентна постапка како ќе се постапува во случај доколку најавен повик во Фондот за иновации и технолошки развој се пријави компанија каде што имаме во сопстvenичката структура носител на јавна функција. И тоа мора да се знае однапред. И за тоа денеска излегуваме со еден предлог протокол за проценка на ризик, кој што подразбира дека за сите оние компании кои што декларираат или ќе се утврди дека имаат носители на јавна функција во сопстvenичката структура, ќе се направи проценка на ризикот. Од аспект на тоа колку компанијата на вистина е посветена на бизнисот што го работи, или е тука само за да ги земе бесплатните пари кои што ги дава фондот. Велам, значи, системско решение што ќе го примениме и проценка на ризик за 4 компании, кои што остана од првиот повик, меѓутоа и за сите следни апликанти, кај кои што ќе се утврди дека во сопстvenичката структура има такво нешто. Нашата цел е, значи, сите компании, без исклучок, да имаат еднаков третман. И со ова решение, мислам дека го зајакнуваме тој принцип. Она што го зборувам од самиот почеток, дека во нашата практика немаме политика ниту некого да дискриминираме, ниту некого да поддржуваме. Така беше и со првиот повик. Јас ја разбирам целосно реакцијата на јавноста. И затоа излегуваме впрочем со ваков одговор на тој предизвик. И понатаму ќе спроведуваме политиката на тоа да сите компании, без исклучок, ниту се дискриминирани, ниту се фаворизирани на нашите повици. Ова е објективен предизвик. Македонија е мала држава, има доста компании кои што имаат во својата сопстvenичка структура некој што е носител на јавна функција, бидејќи ако го погледнете законот и дефиницијата за носители на јавни функции, зборуваме за навистина широк диапазон на функционери. Не се тоа само премиери или министри или пратеници, значи зборуваме дури до ниво на председавачи на совети во општини. Повторно кажувам, зборуваме за држава која што е релативно мала. Така што рековме, сакаме системско решение, јавно објавено, транспарентно, по кое што сите ќе се водат понатаму. Не сакаме популистички одлуки, дека ако реакцијата на јавноста била негативна, ние треба веднаш да постапиме да ги одбиеме компаниите, тоа не е добро и не е здраво. Имавме ситуација на популизам во изминатите години, видовме до каде не доведе. Нашата цел е да овозможиме еднаков третман на сите компании. Значи не сме и нема да дозволам да има компании што ќе бидат дискриминирани, не сме, исто така нема да дозволам да има компании што ќе бидат фаворизирани. Меѓутоа уставот на оваа држава гарантира еднаквост на сите. Никаде нема сретнате пример во светот каде што одредена компанија е дискриминирана по основа на сопстvenичка структура. Затоа викаме, одиме со системско решение. Популистичко решение би било ако некој реагира, веднаш да се повлечем, она што го спомена и Тасева, што не мислам дека е добро, затоа што не креираме систем, креираме адхок решение. Сега креираме систем кој што реално ќе ни покаже, јас ќе ги обесхрабрам сите оние компании кои што се наменски формирани или наменски ќе се формираат за да користат јавни фондови да не аплицираат. Пошто оваа анализа на ризик како алатка ќе го покаже тоа, ќе покаже висок ризик и нема да добијат средства. Меѓутоа сите оние компании што постојат на пазарот и што имаат одржлив бизнис, имаат добра идеја како тој бизнис да го разработуваат понатаму, а при тоа плаќаат даноци и вработуваат луѓе, да ќе ги охрабрам да аплицираат. При тоа, ако имаат во својата сопстvenичка структура носител на јавна функција или член на потесно семејство, треба да бидат однапред свесни дека ќе поминат низ ваква процедура. Од денеска натаму решението ќе биде поставено на нашата веб страница и се договоривме да оставиме 15 дена простор за сите. Дали се тоа медиуми, дали се стручна јавност, дали се обични граѓани, не е важно, да дадат своји предлози и мислења како ова да се подобри. По истекот на 15 дена ќе го презентираме финалниот документ. Потоа идеме, првата следна задача ќе ни биде да се направи проценка на ризик за 4 компании кои што веќе го имаат тоа декларирано и за сите следни повици ова веќе да се биде редовна процедура.